Опозицијскиот Европски фронт продолжува со осуди на она што го нарекуваат дискриминаторски практики при вработувањето. Дуи обвинува дека застапеноста на албанците во институциите често останува формална и нереална. Најновиот случај што Дуи го осуди е за конкурсот во Центарот за управување со кризи, каде што беа примени 12 македонци и само 3 албанци, и покрај фактот што директорот е албанец. Ја подсетуваме јавноста дека духот на Охридскиот договор не може да се спроведува со албанци за украс на чело на институциите, кои спроведуваат наредби од антиалбански центри за донесување одлуки. Нема да дозволиме представувањето на албанците да се сведе на имиња и позиции, а резултатите да бидат исклучување и политичка зависност. Албанците не сакаат услуги, тие сакаат вистинска еднаквост, а Дуи е и ќе остане нивниот незапирлив глас. Првиот вице-премиер Изет Меджити одговори на овие обвинувања, велејќи дека овие генерални изјави доаѓаат од недостаток на визија и аргументи. Nëse kanë të punësimet, edhe një herë potencoj le ta zgjedhin vitin kur kanë pas zenitin e punësimeve në këto 20 vite, ti krahasojnë me punësimet që i bën blenin vetëm brenda një viti. Kur I kemi fjalën tek përfaqësimi adekuat, përveç se e kemi tejkalu zenitin, nëse ato kanë bën brenda një viti një numër të konsiderueshëm, hajde dalim dhe ti krahasojmë ato se sa shqiptarë punësojnë në kohën e tyre, sa kohën tonë. Mos flas për avancimet e 800 shqiptarëve në administratën publike dhe shtetit. Алијансата за албанците на Таравари вчера исто така осуди дека во Номага Скопје, од 102 вработувања направени во последниот период, само 19 се албанци. Додадоа дека и покрена порите да се создаде илузија за еднаквост и застапеност. Конкретните податоци ја откриваат горчливата вистина за управувањето на вреди.